Тоа е надпревар интернационален, како што рековте, има ученици од 98 држави. Има 3 нивоа. Првото е квалификации, и тоа го поминав со огромен успех. Понатаму имаше полуфинален круг, кој што се состои од доста поразличен од другите надпревари по математика. Има читање на математички трудови, да се разглобуваат проблеми, да се решаваат. Тој го поминав исто така со огромен успех и сега беше финалниот круг, на кој што освоив златен медал и добив специјалната национална награда за најдобар учесник на надпреварот. Ова пред се за математичари од целиот свет, средношколци, основци и студенти. Беше ли тешко низ овие 3 циклуси за Џорлев? Па, секој ниво беше потешко, но јас секој се трудев да го надминам нивото и успеав. И ето затоа и го добив златниот медал. Дали тоа е резултат на повеќе годишна работа или пак е резултат на неколкумесечна подготовка на Џорлев со својот ментор, мораме да го спомнеме, Петруш Џорлев, професорот при Средното општинско училиште Јанез Сандански. Дали ова е резултат на повеќе годишна работа? Да, во сите надпреварање во сите области не може да биде успехот само резултат на неколку дневна, месечна, неделна подготовка. Тоа јас го имам започет со надпревари уште од 4-то оделение, па сета таа интензивна подготовка уште од тогаш и целовремено надградување помага и за сите надпревари и така се стига до резултати.